Таравари ќе замине во прегратките на Ахмети без да испие сиктер кафе со премиерот Мицкоски. Од владата за Алфа велат дека средба меѓу премиерот и лидерот на Алијанса за сега не е предвидена и очекуваат министрите кои планираат да си одат сами да си поднесат оставки. Во однос на ротацијата на ресорите, од владата велат дека за тоа не се разговарало. Не е предвидено да има состанок помеѓу премиерот Христијан Мицкоски и Арбен Таравари. Во однос на министрите кои беа од Алијанса за албанците, се очекува сами да си поднесат оставки. За ротација на ресори досега не е отворена таква дискусија и не е разговарано за таа тема. За разлика од владата која се држи до кратки и официјални одговори, поранешните партнери на Таравари од Вреди не штедеа зборови со кои го обвинија својот бивш партнер за предавство. Не се враќаш кон народот, се враќаш кон црната листа. Ти не ја напушташ владата, туку ја предаде. И лидерот на движењето Беса Билјалка сами упати остри критики, најавувајќи дека трансферот на пратеници ќе биде главна тема во наредните денови. За разлика од владата, Касами не ја исклучува можноста да има рокади во министерствата со ВМРО ДПМНЕ. Можам да гарантирам дека сме веќе во сериозни преговори со повеќе пратеници и од албанската опозиција и од другите членови на другите заедници кои се дел од сегашниот Европски фронт. Според наши информации, напуштањето на Таравари ќе биде тема за која ќе се разговара на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Според оваа партија не може секој да смета да може да биде дел од владата, а при тоа да седи во прегратките на криминалот на ДУИ. Оттаму демантираат било какви шпекулации поврзани со составот на владата по заминувањето на Таравари. Што се однесува до самиот Таравари, би сакале да го истакнеме следно, а тоа е од оние активни учесници во владата. Може да се дознае дека господинот Арбен Таравари навистина бил активен учесник на овие состаноци, но на тие состаноци господинот Таравари никогаш не разговарал за законот за јазици, никогаш не разговарал за законско регулирање на балансерот, но знаеме дека се интересирал за концесионерот за паркинзи на клиничкиот центар Ѓока, затоа што е исфрлен од игра. Живо се интересирал за господинот Артан Груби, за господинот Зоран Заев и за нивните бизниси и важни прашања за Демократската унија за интеграција. Острите реакции на ВМРО ДПМНЕ, Меджити и Касами доаѓаат откако Таравари вчера одлучи да ја напушти владата. Тој се пожали за ЕУ интеграциите, балансерот и обвини за маргинализација на албанците. Остави простор за соработка со сите политички партии, вклучувајќи ги и ДУИ. Тврдеше дека сите пратеници остануваат со него. Во моментот немаме никаква соработка со ДУИ. Сме кажале дека имало комуникација, меѓутоа нема никаков договор со ниедна политичка партија. Меѓутоа сега кога одиме во опозиција, нормално е под демографскиот состав на општините да соработуваме со опозицијски партии. И покрај тоа што Таравари заминува во опозиција, од владата се децидни дека владачкото мнозинство е стабилно. Единствениот проблем е доколку сите петмина пратеници на Алијанса заминат. Тогаш владата може само да остане без Бадентерово мнозинство, кој според најавите би го надокнадиле со преземање на пратеници од Европскиот фронт.